лекарство – биено сирење. Биено или тепано сирење е автохтон македонски вид на сирење кој што потекнува од подрачјето на Мариово и се изработувало по бачилата од овчо млеко. Биеното сирење порано се изработувало исклучиво од овчо млеко, а денес се изработува од мешавина на овчо и кравио, како и од кравио млеко. Името на овој вид сирење доаѓа од специфичноста на самата изработка, при што сирната маса се бие, односно се тепа, па така го носи името тепано или биено сирење. Биеното сирење се произведува во Македонија уште од турско време, односно најмалку 600 до 700 години. Според историјските податоци, турците земале данок од македонското население, кој не бил само оној познат како данок во крв, туку постоел и данок во прехранбени производи, од земање за потребите на турската војска. Луѓето сакале да сочуваат храна и за себе, па го биеле млекото за да ја добијат маста, а тоа што ќе останало внатре го солеле за да не се расипе. Така правеле биено сирење кое нема маснути, туку е чиста белковина. Турците не можеле да го јадат, затоа што било многу солено, но и посуво од она на што биле навикнати. Изработувањето на биеното сирење порано било условено од исхраната на населението, така што при изработувањето млечната маса се оделувала и се конзумирала како кајмак, додека обезмастеното млеко се преработувало во сирење, кое се чувало во концентриран солен раствор. Овој производ бил многу значен за исхраната на сиромашното население, затоа што се конзумирало во помали количини, а како резултат на тоа што истото било прекумерно солено, односно имало 5 до 7% сол во сирното тесто. Овој начин на изработување на биено сирење се одомаќенил и во рамничарските предели, каде што претежно се одгледува крупен добиток, како кравите. Така што овој вид на сирење почнал да се изработува и од кравио млеко. Млекото се цеди за да се спречи влегување на раски и слични надворешни предмети. Се затоплува на температура од 30 до 40 степени Целзиусови и се врши подсирување. Истото се врши со додавање на маја сирило и трае околу 40 минути. Масата коагулира и се издвојува сирната маса и сурутката. Сурутката се вади и понатаму служи за добивање на други млечни производи. А пак сирната маса, на неа се врши парење со додавање на загрејана вода на околу 95 степени, со постојано мешање. По парењето, сиренината се бие и се остава да мирува. Со додавањето на жешка вода, параказеинот се оделува на дното од кадата, а дел од водата заедно со сурутката се отстранува и се пристапува со рачно месење на сиренината. А по мирувањето, извадената сиренина се меси повторно, а во исто време повторпат се додава и жешка вода, се со цел да се отстрани што поголемо количество на лактоза. По завршеното месење, сиренината се цеди во платнено цедило, односно преку газа, која се подврзува спротивно на краевите. Тоа се изведува рачно и треба колку што е можно поголемо стегање на газата и истиснување на течниот дел, пошто се обесува за да се исцеди. Цедењето на ваквата крушовидна форма трае неколку часа, односно 2 до 3 часа. Во минатото, при производството на биено сирење на традиционален начин,
Погачите ги оставале да зреат на сонце на дрвени рафтови и во зависност од неговиот интензитет, процесот на зрење траел 4 до 7 дена. Благодарение на сончевите зраци, сирењето добивало восочна жолта боја, а питите се сечеле и на долги ленти, по цела должина со дебелина од 5 до 6 см. И повторно се изложувале на сонце, се со цел пресечените страни да ја добијат истата боја. Покрај овој начин, подоцна на питите се ставале и во автомобили кои биле изложени на сонце, бидејќи сончевите зраци кои што се одбиваат од стаклата ја зголемуваат температурата и со тоа се забрзувал процесот. Меѓутоа, овие постапки со текот на времето и со развивањето на науките и технологијата веќе не се применуваат и процесот на зрење на биеното сирење се одвива во простории на дрвени рафтови и наместо сончеви зраци се користат тајфуни, со кои се овозможува континуирано циркулирање на воздух во просторијата, со што се скратува процесот на зрење, а се добиваат истите резултати. Откако ќе заврши процесот на зрење, следува процесот на солење, кој може да биде суво солење или пак во солило. Меѓутоа, често се комбинираат и двата начини. Најнапред се посолуваат и сечените парчиња со крупна сол од сите страни и се редат во пластични канти или корита, каде што отстојуваат околу 1 час. По завршувањето на сувото солење, сирењето се префрла во канти и се додава пресол со концентрација од 22% во количество доволно да го покрие сирењето.